Дали новиот закон за работни односи некогаш ќе го види светлото на крајот од денот? И понатаму истиот е заглавен во фиока и нема абер ниту дали ќе се прават измени на постоечкиот, кој е стар повеќе од 7 години, ниту пак дали ќе се оди со целосно нов закон за работни односи. Овој закон мора да се донесе во најбрз можен рок, како и тоа минималната плата да изнесува 500 евра, дециден е синдикалниот лидер Слободан Трендафилов. По завршувањето на изборите, секако дека ќе треба да се разговара за законско решение или нов закон за работните односи или било какви измени дополнување на сегашниот, меѓутоа доколку не ги почитуваат социјалните партнери, доколку повторно со изговор дека пратениците имаат моќ да предлагаат закони без да прават диалог со синдикатите, а продолжат таквата пракса, верувајте ми дека работниците ќе имаат да искажат голем револт. Секојдневно младите работници си бараат нови адреси за лична сатисфакција и подобар животен стандард. Затоа треба веднаш да се пристапи кон ревидирање на овој закон, кој патем веќе неколку години е во фаза на изработка, порачува Миле Бошков од Бизнис конфедерацијата. Без оглед на тоа што имаме разбирање дека ова е период сега на локални избори, државата и владата треба да си ја работи својата работа во извршување на законите и сметам дека треба веднаш да пристапиме кон ревидирање на законот за работни односи без оглед на сите моментални политички случувања во земјата. Што ќе се случи со овој закон со кој се уредуваат работните односи меѓу работниците и работодавачите? Најверојатно ќе се знае по завршувањето на изборите. И во време кога младото работоспособно население постојано бара начини и гледа шанса за подобар живот надвор од границите на Македонија, актуелниот закон за работни односи останува нефункционален, бидејќи од 2005 година од кога е донесен, досега има повеќе од 20 измени и дополнувања.